Денеска требаше да се одржи вонредна седница по барање на претходничката група на Социјалдемократска совест на Македонија, општинска организација Гевгелија. Дали се одржа, господин председател? Вака, значи во име на Советот на општина Гевгелија би сакал да информирам јавноста дека седницата, односно барањето на Социјалдемократскиот сојуз за одржување воредна седница на Советот на општина Гевгелија, советниците на Советот на општина Гевгелија го изгласаа негативно. Што значи, она што беше ставено во барањето, на некој начин е целосно реализирано. Така да, како Совет, како советничка група на ВМРО ДПМН, не гледаме причина за одржување на таква седница. Значи, ние сме одека на местото на настанот на некој начин, прифатниот центар, и еве во позадина се гледат, значи, сите барања кои беа побарани на седницата на Советот за превенција, која се одржа пред месец и половина, е реагирано по сите барања, така да воопшто нема потреба да се одржи таа итна седница. Господин градоначалник, вие како човек кој што од првиот ден сте вклучени во решавањето на овој проблем, како гледате на оваа иницијатива и на она што го предлагаше Социјалдемократскиот сојуз? Значи, јас ќе спомнам дека уште пред скоро месец и пол, беше одржана седницата на локалниот совет за превенција, каде што беа усвоени 4 заклучоци кои беа испратени и до владените институции и до меѓународните институции и организации кои што се вклучени во решавањето на проблемот со бегалската криза. Тие заклучоци нормално преку ноќ не се завршуваат сите. Дел од нив почна уште од почетокот, уште од првите денови, се интензивираше со обраќањето од ден на ден. Ете, еден од заклучоците кој што беше за одредување локација за приватен пункт за регистрација на бегалците да биде на влезот од границата, значи надвор од градот, е усвоен, се работи на локацијата, тука се веќе поставени и регистрационите пунктови на Министерството за внатрешни работи. Ќе се донесат уште 2 контејнера за Министерството, за да може тука да се инсталираат и компјутерите, да може, нели, поскоро да оди регистрацијата. Благодарност огромна до владата на Република Македонија, до премиерот, до сите министри кои што се вклучи активно на нашите барања на општина Гевгелија. Ние имавме информација за состојбите каде што системските заклучоци се испратија исто до институциите, уствари се повторија заклучоците кои што беа од локалниот совет за превенција. Сите институции реагираа пред некој ден. Значи, во саботата ние имавме најголемиот наплив во еден ден на бегалци. Значи 4-5 илјади во еден ден, во едно попладне буквално влегува во Гевгелија. Со максимално добра организација, со Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт, со сите превозници кои што учествуваа, македонски железници, автобуските превозници, таксистите, сите кои што се вклучија, успеавме да овие бегалци што поскоро транзитираат од Гевгелија и едноставно градот да биде ослободен од таа гужва, од тој наплив огромен, затоа што имате во предвид ако Гевгелија има 5-16 илјади граѓани и во еден момент имате дополнителни 5 илјади, која е таа огромна бројка. Активно се вклучи максимално и јавното комунално предпријатие, значи уште вечерта беа ангажирани екипите на јавна чистота, за сабајдето во недела ние да имаме веќе чиста железничка станица, чиста автобуска станица, чисти улици во овој на градот. Добро е да се сними. Значи таа гужва што беше вечерта во саботата, значи концентрација на луѓе и по улици и по тротоари околу железничката, веќе таа слика ја нема. Со максималната ангажираност и на локалните предпријатија, на јавното комунално предпријатие, на армијата на Република Македонија, инженерската единица која што е тука да помогне оваа локација што поскоро да се среди. И соработката со УНХЦР, еве, веќе се подготвува локацијата, има тука струја, поставени се настрешници за колку толку во прв момент да бидат заштитени од сонцето, барем од атмосферските влијанија бегалците. Се направи платформата за да може од вонредните возови од тука да тргнуваат и од тука да се качуваат бегалците. Во следните денови следи до оформување на парцелата со оградување, за да може тука да биде комплетен приватен центар и како што гледате, мала е концентрацијата сега на бегалците,
МВР се залага со максимални напори припадниците на МВР да ги регистрираат, за што поскоро да можат да не регистрираат од тука, а нормално што е најважно за нас, за мене како градоначалник и за Советот на општина Гевгелија, е да им го вратиме мирот на Гевгеличен, да им ги вратиме и железничката и автобуската станица, да им ја вратиме чистотата по улиците во Гевгелија.